Власта и опозицијата за деталите околу техничката влада мора да ги утврдат најдоцна до 25 јануари, денот кога тој треба да поднесе оставка, што е 100 дена пред изборите според изборниот законник. Средбата ќе биде идната година, дефинитивно, бидејќи идната година ќе видиме после празниците или пред празниците. Она што го видовме од медиумите сите дека после новогодишната, после 31 ВМРО ДПМН ќе заседава во однос на тоа кои ќе бидат нивните представници во техничката влада. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија тоа веќе го направи во текот на оваа недела. Ние ги имаме комплетно завршено сите процедури. Во однос на владата ќе течат разговори на ниво на коалицијата, на ниво на учесниците во владата и сите детали ќе се знаат навремено, односно некаде до 25. За владината одлука 1117 времено вработени во здравството да добијат статус на трајно вработени, Ковачевски ја демантира опозицијата дека врши класичен изборен подкуп. Не би кажал дека се предизборни вработувања, дури и не се предизборни вработувања, бидејќи се работи за 1117 лица кои веќе се ангажирани во јавното здравство. Вие знаете дека министерот за здравство ова го зеде како своја обврска, со оглед на тоа што навистина тие луѓе се потребни во здравството. Дел од нив се доктори, дел од нив се медицински сестри, дел се помошен персонал и од нив зависи работењето на голем број на институции. Тие веќе се во системот. Меѓутоа министерот и со право сакаше нивниот статус да биде решен, бидејќи дел од нив го напуштаат јавното здравство, а веќе се стекнуваат со знаење кое што е потребно и кое што не така лесно се надоместува. И затоа има подолги разговори, на крајот излегува конструктивни со министерот за финансии и се обезбедија финансиски средства, бидејќи тие и така земаат веќе плата. Се обезбедија финансиски средства за оваа година, тие што можат да го засноваат на редовна база својот работен однос, а во иднина ќе бидат довршени и другите трансформации. И не се работи за никакво предизборно вработување, бидејќи тоа се луѓе кои што веќе работат во тие институции и сите кои што одиме во јавното здравство сме се сретнале со нив, сме биле нивни пациенти, сме примале услуги од нив, така да не се работи за никакви нови вработени. За издвоените 32 милиони евра за општините во овој период, Ковачевски исто така демантира дека не се предизборно дизајнирани. Зашто владата одвои 32,5 милиони евра за 44 општини и 66 проекти? Дали е тоа во предизборни цели? Ја пак ќе ви одговорам, не е во предизборни цели, бидејќи најголемиот дел од општините се водени од градоначалници на ВМРО ДПМН. Еве тука имаме еден градоначалник од партијата Гром, кој што не е дел од нашата коалиција, туку напротив е дел од опозицијата во парламентот, имаат пратеник во опозиција. Меѓутоа тоа не значи дека граѓаните на Скопје, граѓаните на другите градови, на другите 44 општини треба да немаат она што може да го овозможи владата, само заради тоа што ќе имало избори во мај. Избори ќе има до година во мај, па после тоа избори пак ќе има во 2025 локални избори, бидејќи готово истече и мандатот на градоначалниците, така и да е. Ништо не направија, најголемиот дел, меѓутоа отиде мандатот. Наспроти ова, од опозицијската ВМРО ДПМН жестоко реагираат, тврдејќи дека владата врши класичен подкуп.